Ова зад мене е единствената градинка во општина Шуто Оризар, 8 април, која што со пожарот во 2017 година беше целосно уништена. Со финансиска поддршка на Кралството Норвешка, програмата за развој на Обединетите нации и ресорното министерство, таа беше реновирана и денес представува модерен, функционален, инклузивен и целосно енергетски ефикасен објект. Според податоците, само 4% од ромското население имаат некаква форма на рано образование, што дефинитивно влијае и на нивниот понатамошен развој. Вечерва во Агенда 35 зборуваме за предизвиците и битката против сиромаштија, како и проблемите со кои што се соочуваат нашите сограѓани повратници, со особен фокус на ромското население. Останете со нас. Во Агенда 35 ќе гледате: државата нема систем за дефинирање на тоа што значи граѓанин повратник, ниту воопшто знае колку вакви граѓани има. Видете како програмата за развој на Обединетите нации помага за решавање на предизвиците со кои се соочуваат овие граѓани, особено нашите сограѓани роми. Емигрираат цели семејства кои што при тоа по повратокот во земјата, при враќањето во нивната земја сваќаме дека поради долгиот престој надвор тие изгубиле да го дооформат нивното образование, но и децата губат веќе од училиштето што утре дента се соочуваме и они да ги имаат истите проблеми како што и нивните родители заради кои што они заминале во странство. Само што се спушти на едноцифрена стапка, војниот конфликт на Блискиот Исток е ризик повторно да се поттикне инфлацијата. Анализираме колку порастот на трошоците на живот ги погодува повеќе најсиромашните, отколку најбогатите граѓани. Гостин ни економистот Маријан Петрески. Се проценува дека кризата со повисоките цени, посебно ланската година 2022 кога цените го достигнаа својот пик, проценката е дека таа криза втурнала во сиромаштија дополнителни 33.000 лица, од кои 1/3 или околу 10.000 биле деца. Следете на. Во време на голема светска економска криза и на се поголема неизвестност, што ги погодува дури и оние со солидни примања, борбата со сиромаштија добива една друга димензија. Битката да се истурка месецот, некогаш и денот, станува предизвик за се поголем број граѓани од различни категории, но особено се на удар нашите сограѓани повратници, луѓе кои како припадници на ранливи категории отишле да живеат и работат во странство и потоа се враќаат во родната земја, повторно ранливи. Тука како дел од најранливата категорија се нашите сограѓани роми, а причините за тоа се повеќеслојни. Иако според познавачите, веројатно клучен проблем е нискиот степен на образование. Повеќе од половина од населението нема завршено ниту основно и нема стекнато вештини што се бараат на пазарот на труд. Учев до 4-то одделение и беше така нешто тоа време посиромашно да кажам. Образование доволно немав. И прокрај децата се заинтересирав дека имало и за мене исто. За деца битното ми е да му помогнам. Исто така и за вработување, и за возачка исто сакам, и за домашните задачи за деца. Токму овие приказни се суштината на акцијата што програмата за развој на Обединетите нации ја презема преку проект фокусиран на повратниците, за да им помогне на овие луѓе да си го најдат местото под сонцето во својата татковина преку успешна реинтеграција. Комплетирањето на основното образование е еден од најважните предуслови. Околу 30 на роми повратници се вклучени во часовите за комплетирање на основно образование во основното училиште Добре Јовановски во Прилеп. Училиште кое со поддршка на UNDP доби и ново спортско игралиште. Социјалната кохезија е клучна за успешна реинтеграција. Процесот на отпочнување на дооформување на образованието на возрасти во нашето училиште е во тек изминатиот период и ќе биде во трајање од 6 месеци до завршување на првиот циклус. Ја добивме таа можност да се вклучиме во проектот преку UNDP, за да му овозможиме на повратниците да го дооформат своето образование.
Уште од самиот почеток на проектот имавме соработка со невладините, Рома Перспектив и Станица 5, па ги идентификувавме лицата кои треба да посетуваат настава во училиштето со нивна помош. Се одбраа 30 лица. После нивното тестирање беа вклучени 30 лица во самиот процес. Кандидатите кои посетуваат настава се вклучени во повеќе групи во училиштето, во одделенска и во предметна настава. Според нивото од проценката има предвиден распоред според кој ја следат наставата и наставниците си имаат цели кои ги усвојуваат и така преминуваат во наредно ниво на следење. Вакви часови се реализираат и во општина Штип, која заедно со Шуто Оризари исто така дел од овој проект. И таму повратниците имаат слични маки. Мене достасува све, работа, документи, све во мој живот. Ја имам 5 деца, дека со една социјално, дека ќе испаднам на крај. Ако не работиме и ако не донесеме дрва, што ќе јадеме? Нема што да јадеме. Проблемот е со школото. Имаме Боже школо, во Гоце Доце, во Штип, ромска паралелка. Моите вклучиња, кога ќе се учат македонски? Никогаш. Ставија ги 50 души у една стаја, само роми. Од Канцеларијата на Програмата за развој на Обединетите нации во Скопје велат дека еден од клучните предизвици е што Македонија како држава нема податок колку точно лица се вратени, ниту пак има дефиниција кои се смета за повратник. Проектот има за цел да ги зајакне националните и локалните системи за поддршка при процесот на реинтеграција на повратниците. Работиме во 3 општини, пилот општини, во Шуто Оризари, во Прилеп и во Штип. Поентата зошто овие 3 општини беа селектирани е врз основа на анализата која што ја правевме на самиот почеток од проектот, е дека голем процент на повратници се детектирани во овие 3 општини, но и голем процент од ромското население се детектирани како барачи за азил, но и при тоа тие биле и истите тие лица се враќаат во матичната земја. Веќе сме во 3-та година на имплементација од проектот, што е малтене и завршната фаза од имплементација. Веќе голем дел од активностите, значи го гледаат својот, да кажеме, импакт на терен. Така што во однос на целите на проектот, првенствено со нас со кој што се соочивме е дека кога ги правевме анализите, свативме дека не постојат конкретни податоци околу бројката на повратници. Единствено што е системски е бројката со која што располага Министерството за внатрешни работи на присилно повратени лица по процесот на барање на азил, но околу доброволно вратени лица кои што економски мигрирале во другите земји, а при тоа не успеале да се снајдат, значи се враќаат во сопствената држава, не го имаме тој податок околу лицата кои што се вратиле. Во однос на дефинирањето на кој се е повратник, и тука го гледаме исто како еден предизвик, но и за нас огромно поле на работа, бидејќи институциите немаат конкретна дефиниција околу статусот на повратник, затоа ние во рамките на овој проект соработуваме заедно со како еден од клучните партнери на Министерството за труд и социјална работа, кои што заедно со останатите локални чинители, но и национални институции разговараме околу тоа кој се и како треба да го дефинираме статусот повратник. Рамиќевиќ вели дека Министерството за труд и социјална политика има формирана национална платформа во која покрај невладините кои работат на прашањето со повратниците, вклучени се и донатори и имплементатори. Покрај UNDP, тука и Европската унија, Советот на Европа, Светската банка, кои заедно бараат дефиниција што многу ќе олесни работата. Што е тоа повратник? Во однос на локалните структури работиме на веќе постоечките локални економски совети, но и локални социјални совети кои што постојат од 2019 година, заклучно со измените во Законот за социјална заштита, требаше да се создадат такви локални економски социјални совети кои што покрај нивната задача и улога да се фокусираат на социјалните рандливи категории, успеавме, значи преку овие совети да се вклучи агендата на лицата повратници, односно кои се нивните
проблеми кои се нивните предизвици што се со кои што се соочуваат на локално ниво и истите да ги бидат адресирани значи од аспект на стратегија, акциски план и нормално со тоа да се обезбедат и финансии од локалните структури. Рамикевич вели дека голема помош им се невладините кои веќе активно работат на оваа проблематика на ниво на овие општини. Дознаваме дека не е само проблемот, значи не е само проблемот нивниот повраток дома од аспект на тоа дека остануваат без работа и нели нивното економско зајакнување. Поголем проблем е тоа што тие се враќаат значи без повторно решен статус на домување и без решен статус во однос на нивното образование, затоа што се соочуваме да емигрираат значи цели семејства кои што при тоа значи по повратокот значи во земјата, при враќањето во нивната земја сваќаме дека поради долгиот престој надвор тие изгубиле значи да го дооформат нивното образование, но и децата значи губат веќе од нели училиштето што утре дента се соочуваме и они да ги имаат истите проблеми како што и нивните родители заради кои што они заминале во странство. Овој проект се имплементира во 3 држави – Албанија, Србија и Кајнас. Во Северна Македонија тој за цел има системски интервенции. Еден од клучните успеси е што сега овие лица, во соработка со Агенцијата за вработување, се вклучени како посебна категорија на лица во Националниот оперативен план за активни мерки и политики, заедно со другите ранливи групи, како лица со попреченост, жени жртви на насилства, самохрани родители и слично. Со ваква поддршка на донаторската заедница, но пред се со посилен фокус на самата држава преку институциите на системот кон овие групи на граѓани, мислата на поранешниот генерален секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун дека ние сме првата генерација како човештво што има можност да стави крај на сиромаштијата, има сериозна шанса да почне да добива и своја реализација.